до таа степен да ја предизвикаме јавноста, што сепаратно, како целна група, сака понекогаш речиси да ги нема новинарите. Едноставно, кога ќе детектираме случај, кога зборуваме за политички инциденти, за ограничувачки демократски слободи и така натаму, дека на тој начин ја иритираме јавноста до таа степен што, условно кажам, оној дел на партизираната јавност знае да одговори дури со закани по новинарството. Сега прашањето е не ние како да се одбраниме, туку како да го ослободиме тој простор да проявуваат слобода на мислење и становишта, да има разлики во становиштата и мислењата. Точно, еве јас, например, често пати комуницираме, значи по дефолт здравството често комуницира со новинарите. Често пати нудејќи информации за она што се случува во здравството, често пати нудејќи информации за болести, едуцирајќи преку вашите медиуми и преку весниците, но повеќе преку електронските медиуми, нели? Меѓутоа, она што би сакале да видиме од новинарите е помошта во таа едукација на јавноста. Што би била таа помош? Тоа би било помошта дека медицината не е семоќна. Често пати новинарски звучи дека овдека медицината закажала во Македонија, а инаку овдека може да се случи нешто драматично и да се излекува. Верувајте дека често пати тоа е заведување на јавноста и често пати имаме како последица на тоа големи медиумски кампањи, собирање на средства за да крајот не биде таков каков што се очекувало. Значи, ни треба помош многу во здравството страна на медиумите како седма сила и како навистина голема сила, меѓутоа за едуцирање на јавноста. Тоа нема да го видите во странство. Значи, нема да го видите во голем дел од земјите, недовербата. Има во странство, на друго место има многу голем број на земји го решаваат здравствениот систем дома спрема своите можности. Значи, не велиме дека Македонија е мала земја, сигурно со ограничени финансиски можности, меѓутоа не може од страна на новинарите да се пласира дека нешто е излечиво или може да се спаси ако тоа не е можно за жал. За миг да ви известам малце од професијата. Како вие ги гледате вестите и нашите тенденциозности во овој другиот дел надвор од вашата професија? Можете ли да препознаете? Мислите вон од медицината? Па еве како граѓанин. Еве како граѓанин, значи јас би се сложила дека има известно подобрување во задно време, дека навистина малку се прават обиди да не биде толку еклатантно, меѓутоа еве и како граѓанин кој што следи вести може да се препознае неретко, значи наклонетоста на медиумот или да кажеме кон одредена ситуација, кон одредена политичка одлука, да кажеме, еве. Дали е тоа слабост? Дали таа идеолошка матрица на наклонетост, ако препознаваме уредничка политика по редослед на вести, по димензионирање на информациите, дали е тоа слабост или дефинитивно тоа е една европска тенденција, идеолошката спрега да се гледа на екранот или да се чита во вестниците? Ајде од Назим па натаму. Сега и повторно ќе речем, ја доаѓам од друга школа, каде што телевизиите се, да речеме, воопшто не се дел од политичките кампањи. Каде што има одредени правила како може да се известува за политичките дебати. Не дека телевизиите во Британија немаат политички дебати, напротив, но немаат политичка кампања за избори. И мислам дека ова е еден елемент зошто британските медиуми се многу толку развиени, бидејќи на некој начин не подлегнуваат на притисоци, не само политички, него и финансиски, кои нели ние знаеме тука како тоа се одвива кога имаме избори. Значи, лесно е, повторно, нели, јас сум од страна на новинарите, ќе истакам, не дека не се согласувам дека има проблеми во новинарството, но мора на некој начин да ги бранам. Не дека новинарите не се доволно професионални во Македонија, него проблемот понекогаш е во тоа какво влијание или какви притисоци имаат тие. Особено телевизиските вестниците, телевизиските куќи, вестниците и така натаму. Сега, еве, тука ние имаме, да речеме, представници од најбитните политички субјекти. Нека кажа, да речеме, дека нема да ги направат повеќе политичките кампањи во
во телевизии, така да одреден огромен притисок врз новинарите и врз тоа влијание негативно, да кажам, ќе отпадне, така да на некој начин сите новинари, сите телевизиски куќи ќе бидат послободни да јавуваат за политичките дебати. Порамноправни на пазарот? Па да, и на некој начин публиката ќе ги гледа за тоа што нудат реално, нели, како што е во реалноста со гледаноста. Значи не е се до новинарите. Георгиев? Па јас мислам дека голем дел одговорноста е на новинарите. Особено оваа индивидуализација на новинарот, која што значи, еви, кога вели Назим дека, значи мојата теза е всушност дека индивидуално новинарот, да, може да биде на ветрометина, од страна на уредникот, од страна на газата, од страна на политичките партии, особено од власта, најчесто така се случува, но новинарот не е сам во таа борба. Значи, новинарите, и вие човенски знаете, бидејќи сте дел од ова РЗНМ и така натаму, дека всушност знаат колкава моќ поседуваат. Таа моќ, ако се парциализира, ако се индивидуализира, всушност се ситни. Но таа моќ, ако влезе во една организирана група, која што ќе застане со цврсти ставови, наречена синдикат или како и да се нарекува, таа има моќ да одредува политичкиот такт, политичката дебата, дури би рекол да го одредува и нивото на политичка култура. За жал тоа не се прави во Македонија и јас ќе се обидам Извини, Наперту, мислите ли дека отсуствува и оној сенс на политичка култура, на општа култура, на професионална култура во меѓусебната комуникација? Па апсолутно, ама видите, ако тоа е резултат, тоа се врзени ткива во домашно воспитување или тоа е професионално? Не само. Знаете како, еве, ако влеземе сега во политичка дебата, оваа власт научи како да ги дисциплинира новинарите на многу вешт и суптилен начин. Нас прв пат ни се случува од 2000 навака новинари во очи да спуштат камери на пресконференција на премиер. Прв пат ни се случува да власта да бара список на новинари, да не правиме за рекламни кампањи и така натаму и така натаму. И сега ако ќе кажеме дека па има подобрување, нема подобрување, нема да дозволам оваа дебата, барем колку што можам јас, да биде дебата на флоскули. Да заврши за пола сат и да кажеме се е супер, има критики, има подобрување. Нема подобрување, катастрофална е ситуацијата во новинарството. За тоа се одговорни и новинарите, и уредниците, и газите на телевизиите, најмногу оние што можат да влијаат најмногу со пари. Прозвани сте, за жал. Или за добро. Значи, кога не ви врви работата, можете да ја префрлите одговорноста на друг. Значи, јас ја разбирам позицијата на Георгиев и на Социјалдемократскиот сојуз. Они веќе година дена се ова ново раководство и веројатно проценката дали има поместување или нема поместување во однос на моќта која што имаат како партија ги принудува во ситуација да проценуваат дали тие направиле нешто што требало да направат или новинарите се криви кои што не направиле нешто што требало да направат или што се само очекувало од новинарите да направат. Факт е, значи не може да се побие фактот дека поголемиот дел од медиумите во Македонија се критички настроени спрема власта и спрема политичарите генерално. И тука имате една фалинка. Ако сме ние толку доволно критички расположени кон вас, нема да имате толков континуитет на рейтинг, без оглед дали ви паѓа или не ви паѓа. Ама Чомовски, тука има друго правило. Исто, например, темата околу името. Очигледен е притисокот од неколку медиуми во врска со прагматизмот или... Апсолутно. А прагматизмот околу проблемот со името. И вие може да забележите дека ставот на граѓаните на Република Македонија 2 години е идентичен. Значи, нема никаква промена. Нема улога тоа што значителен број од новинари, медиуми имаат поинаков став од граѓаните. Нема промена во ставот на граѓаните. И тука би сакал да дебатирам со господинот Ѓоргиев она што претходно спомена. Ја не можам да се согласам со тоа дека јавноста е слепа или дека јавноста не може да перцепира и дека не може да види. Значи, се согласуваме со тоа дека од авион се гледа кога одреден новинар сака да ја наведе водата на кај едната или другата партија. И тоа не секогаш е штетно. За мене е многу нормално и многу разбирливо и новинарите да имаат идеолошка и политичка позиција и да имаат став по сите актуелни прашања. И тоа е секаде. Можеби во Англија е почиста ситуацијата во електронските медиуми, меѓутоа во печатените медиуми е сосема обратна ситуација. Само да га има многу илузија и на Назим ќе му кажам. Денови имаме свој еден преседан.
имаш 4 вестници влијателни во Велика Британија Кои се произнесуваат за која партија што го Во следат историјата, во нивната историја секогаш вестниците биле слободни да искажуваат ставови на која политичка партија се наклонети. Телевизиите, бидејќи се смета дека тие имаат огромно влијание, тоа не им се дозволува. Апсолутно да, во вестниците секогаш тоа било во историјата. Но во контекст на вашата дебата, нели, повторно како новинар,